Благодарам, председателе. Почитуван колега Игор, за разлика од вас, сметам дека владата досега ефикасно и навремено одговори на сите предизвици кои што беа предизвикани од енергетската криза, ги заштити граѓаните и малите потрошувачи од ценовниот шок, одговори на предизвиците со топлинската криза која што беше предизвикана во главниот град, во услови кога мајката на градот се изеде од одговорноста да помогне и да работи во интерес на граѓаните кои што ја избра, и сметам дека тоа граѓаните повеќе го знаат и го ценат од сите нас овдека. Почитуван колега, сите ние имаме обврска на некој начин да помогнеме во оваа наша, не е само наша, светска, енергетска, која што се пресликува и во нашата мала држава. И ние како пратеници да носиме вакви одлуки, владата да помага кај што може, меѓутоа и градоначалниците од градовите кај што живеат граѓаните малку повеќе да размислуваат во интерес на граѓаните. Градот Скопје и општините управувани од градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ мора малку да ја ревидираат и својата улога во оваа енергетска криза и максимално и сериозно да пристапат кон решавање на проблемот. Мора целосно да ги намалат непродуктивните трошоци. Да, вие викате владата да ги намали, ама, например, во Охрид јавното предпријатие Комуналец си набавува не знам колку литри негазирани сокови, не знам колку кикиритки и така натаму. Значи, да ги намалат непродуктивните трошоци, да се фокусираат, а Даниела или Данела, како се вика, да ја превземе одговорноста за која што граѓаните избрале. Владата ги разгледува барањата и потребите на граѓаните, меѓутоа и на стопанството, и во таа насока пред се веќе 2 години ви викате ненавремено. Силно ги поддржува изминативе 2 години во пандемијата, бидејќи таа предизвика и економска криза. И граѓаните, и малите, меѓутоа и големите компании. А тие исто така имаат задача и обврска да се прилагодат во зависност од приликите кои што ни се нас наметнати. И сите заедно, како што кажа, парламентот, пратениците како представници на граѓаните, владата, меѓутоа и градоначалниците и сите надлежни кои што се задолжени да работат во интерес на граѓаните, се избрани да работат во интерес на граѓаните. Ви благодарам.